Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. За почеток, немојте да ме разберете погрешно, сакам да дадам еден мал коментар. Веднаш да кажам, за криминалците мислам се најлошо, односно сметам дека треба да бидат фатени за тоа што го прават, испорачани пред правдата, судени и така натаму и така натаму. Затоа што ќе кажам следното, немојте да го сваќате во некој погрешен контекст, но навистина имам впечаток дека порано барем криминалците во оваа држава беа посериозни играчи, ако ништо друго има посериозни имиња, имавте некаков АЦ, имавте некаков Джелјо, Шеваљ, некои ликови што заликуваа на српскиот Аркан или не знам како. Сега гледаме дека Ване Цветанов е на позиција да злоупотребува и краде во оваа држава. Главен рекетар до неодамна ни беше некаков Боки, така што навистина треба да размислиме докаде одиве, можеби и нашите криминалци да поразмислат кој меѓу нив е прв меѓу еднаквите. Но шегата настрана, почнуваме со сериозен разговор. Собранието е повторно во игра, во центарот на вниманието од повеќе причини, некои од нив и не се баш толку добри и за фалење, па затоа во моето студио како моја и ваша гостинка ја поканив пратеничката Дафина Стојановска. Добра вечер. Добра вечер, благодарам за поканата, Драган. Велам, собранието е повторно во центарот на станите. Една од причините беше, се разбира, ребалансот на буџетот кој што беше изгласан вчера, ќе дојдеме до тоа, меѓутоа имаме и други работи. Едната е, се разбира, Божја волја да не речам, председателот на собранието се разболе, има преплетна црева, ако не се лажам, се разви една дебата околу тоа, дали тоа требало да биде повеќе да се информира од страна на собранието околу неговата состојба, бидејќи номинално, но и реално тој е вториот човек по моќ во државата. Се надевам дека е добро, можеби вие имате повеќе информации од мене. Па да, кратко имав една кратка кореспонденција со него денес и знам дека е добро, но нели излезе и официјално соопштение од директорот на клиника за абдоминална хирургија доктор Огнен Костовски, кажа дека е се во ред, дека е под надзор, се следи состојбата, нема оперативен зафат, па еве и од тука јавно да му посакаме добро здравје. Се разбира, добро здравје за сите во државата и за нашите функционери, бидејќи тие имаат многу сериозни задачи, никога не маловажуваме, се разбира. Втората работа околу која што сакам да позборувам, а не е убава, е она што се случи во собранието пред некој ден. Порнешниот министер Фатмир Битики, сега пратеник, испровоциран, не испровоциран, не навлегувам, одеднашка се нафрли врз новинар, кој што не беше од негова страна именуван. Можеме да погодуваме за кој се работи, меѓутоа нема да навлегуваме во таа дебата сега. Но факт е дека еден новинар беше наречен квази новинар, а потоа беше и брутално навреден со деца, да не бидат кретени како него и така натаму. Една необична ситуација, меѓутоа во исто време и дегутантна, ако смеам да кажам. Точно така, и не е прв пат на Фатмир Битичи вакви испади да има во собранието. Мислам дека лани за време исто беше некоја расправа дали ребаланс или буџет, ама мислам дека тоа се случи на Комисијата за финансирање и буџет, каде што се направи, мислам, и пауза, затоа што така неумесно се нафрли врз колегата Бојан Стојановски тогаш, како да сакаше некако физички да го нападне. И она вчера што се случи, мислам дека е преседан од невидени размери, еден без разлика пратеник, а да не споменеме или да не подсетиме дека и бивш вице-премиер за економски прашања така да се однесува. И ние не знаеме за кој новинар се работи, но го квалификуваше меѓу останатото и како наш новинар. Не знам што со тоа мислеше, но крајот на неговата контрареплика кон колегата Јане Мицевски ги премина сите норми на едно пристојно однесување, на достојствено однесување во собранието со таква навреда, но мислам дека таквиот начин на изразување, на однесување кон колегата и кон новинарската фела само кажува за каква личност станува збор, но морам да констатирам дека не видов некоја голема реакција од страна на, да речам, невладини организации, па и останати медиуми. Тие што вообичаено реагираат прилично промптно. Тие дигаат прашина кога некои други се навредени, а кога навредуваат вакви ликови, мислам дека како да има некоја разлика во реакциите, но јавноста е таа која што ќе сведочи
дали некој некого испровоцирал, бидејќи знаете како Драган, тие се осетливи и велат не ни спомнувајте членови на фамилија, ама во времето кога правеле криминали, токму членовите од фамилијата биле првите нивни соработници во изведувањето на криминалите. Што сосема ја менува сликата. Така, кога ние велиме не спомнувајте дете, сопруга, нечива сопруг. Разбира, да. Во некоја било каква друга конотација, но ако се зборува за криминал, за злоупотреба на народни пари, тогаш нема тука зашто да се глуми било каква жртва. Така. Имавме неодамна еден случај кој што стана светски вирален со некоја прелюба тамо на некој познат, дали е воопшто познат некој бизнисмен тамо на концерт на Coldplay, стана светска сензација и тоа јас на пример не го оправдувам затоа што ги фатиле луѓето. Негова работа, приватен живот, не е јавна личност како политичар, на пример. Но овде мораме да се согласиме, ако некој е вмешан затоа што може би бил употребен. Осетливи се многу кога ќе им се споменат криминалите и еве гледате како реагираат, но не може да кажат само изгубивме на избори и тука завршуваме со нашата одговорност, напротив. Некој цинично ќе рече можеби дека и ова е еден обид да се вратат во игра. Има и такви знаете како и согледувања. Самата нивна дрскост, Драган, што прифатија да, еве јас и неколку пати го имам тоа кажано, можеби да кажам, да земат места на некои можеби почесни ликови од таа партија, од таа коалиција, требале да бидат свесни на тој ризик дека некој во парламентот ќе им ги споменува криминалите и тоа што направија како злодело врз оваа држава, дека нема да им се молчи. Тие можеби мислеа дека тоа што ќе станат пратеници ќе биде некој вид на алиби, бидејќи нели имунитетот се штити до оној момент додека нема пресуда и сега го користат овој вакуум простор, но јас велам наместо да премолчат, да се малку посрамежливи кога се зборуваат овие теми, тие ги гледате на кој начин реагираат, но еве нека суди јавноста. Ние колегите пратеници бевме вџашени, сите реагиравме секој на својот дел од социјалните мрежи. Јас денес држев и прес од штабот на партијата, така да оваа тема треба навистина да се свати сериозно, затоа што е недозволиво вака да се однесуваме во парламент. Вие важите за коректна пратеничка, која што учествува радово во сите дебати, внимава на речникот и така натаму, но не премолчувате. И затоа сакам да ве прашам, и тоа е познато, општо познат факт е дека Дафина Стојановска не премолчува и кажувате работи понекогаш што можеби и ќе ве чинат условно политички или не знам како понатаму, но вие го кажувате вашиот став. И сега навистина ова прашање сега ми паѓа на памет. Вие имате работа во собрание со колеги кои што до неодамна беа министри, кои што беа жестоко обвинувани од ваша страна, од вашите колеги за некои од нив за сериозни криминали. И сега седите со нив, тие зборуваат за ваши потенцијални криминали, за ваши грешки и така натаму, и некако ве става во една чудна, парадоксална ситуација. Треба ли да се браните или треба да им речете, ама како така сега? Не, напротив, нема бранење, ние затоа и така тие неславно завршуваат кога станува збореве, особено за буџетот. Лани имавме исто уште еден ребаланс. Така сакаат да го пројдат тивко, затоа што од почеток ќе се засилат со критики и ќе им се јавимете ние или таквите како мене и веднаш, еве, годинешниот пример е дека ги повлекоа сите амандмани. Уште на вториот ден 140 амандмани чинам беа. До 40-тиот бевме стигнати и тие на вториот ден велат ги повлекуваме сите амандмани, сите ни ги одбивате. Значи тоа е само еден изговор за да избегнат она што велите вие што не им премолчуваме, а инаку за тоа дека не премолчувам и додека имам можност нема да премолчам и за мене вистината нема цена. Тоа е без разлика. Ништо не ме чинело никогаш кога ја зборувам вистината, бидејќи некогаш премолчена вистина може многу поинаку да се протолкува. Кога сум убедена дека ја говорам вистината, немам воопшто од никого страф. Се согласувам, но тоа може да ве стави во една неубава ситуација во смисол на лични односи. Вие тамо сепак работите заедно. 4 години ќе бидете принудени да живеете еден дел од вашиот живот во исти клуб и вие сте оддалечени 3 метра. Така, но знаете како, Драган, јас оставам простор и сакам битката вака меѓупартиска со опозиција, со партиски опоненти и така натаму, да ја водам таму каде што според мене треба да се води, или на собраниска говорница, или еве во телевизија на дебата и слично. И оставам простор. Јас никогаш прва не сум забележала никому или не дај Боже да се налутам на некој затоа што бил пожесток кон мене во дебата, дали во собрание или на телевизија, но да
имало ликови кои што си земале при срце, да речам, или после, например, некоја одредена жестока дебата, да биле лути, да не ми прават муабет и слично, ама ги надминувам и таквите ликови. Јас прва никогаш не сум прекинала со некого комуникација, само затоа што сме имале некоја дебата, но да, имало такви, сега тоа до ниф е. Боже мој. Јас така не се однесувам. Да преминеме на посуштинските работи, иако и ова е во основа суштинско. Помина ребалансот на буџетот, рековте и самата дека СДСМ ги повлече своите амандмани, објаснувањето според мене не баш некое принципиелно. Не, јас и тоа им го кажав. Ако сте убедени во вашите амандмани дека тие се коректни и така натаму, изнесете ги до крај. Кога ги повлекувате, тоа мене ми звучи дека Кукавичлук. Кукавичлук или тоа дека им извадивме контрааргументи и веќе нема, да речам, и доволен капацитет на луѓе. Ако се 18, некојаш и со 18 може да се води сериозна битка во собрание, но мала име и присутноста и капацитетот. Вие гледате, имаме ребаланс. Како е мала присутноста? Сака да каже дека не се сите 18? Не, никогаш не биле сите 18. И тие за нивните амандмани не беа тука, без разлика дали однапред знаат дека ќе поминат или не, барем нивните пратеници да гласаат. Но кога веќе се малци за очекување да бидат сите тука заради... велам, Драган, значи тие макар заради види тие се немочни во нивните редови, така да може да изнаоѓаат различни оправдувања. Се сеќавате лани за ребалансот, Филипче беше тогаш свежо поставен за председател, најави жестока битка во парламентот. После следуваше овој заемов од Унгарија од 500 милиони евра. Исто така најавија жестока битка, ама до ден денес ние немаме видено жестока битка. Никако да видите битка. И уште еден момент. Например, зборуваме за ребаланс на буџет, на комисија и на пленарна седница, без разлика колку траеше, воопшто не се јави за збор бивш премиер и економист. Кој што по дефолт така би требало да се јави. А за Филипче да не ни зборувам, овој ребаланс не се појави ниту на пленарна, ниту на комисија. Ковачевски беше некој ден тука, но апсолутно ниту збор кажа, еве и да искритикуваат, но штом тие не се заинтересирани, може би затоа е такво безредие во нивната пратеничка група, но ете, нека е тоа нивна работа. Ние сме тука подготвени и кога ќе се освести опозицијата, но и ваква каква што е, таа и мора да изнајдеме начин, но да им дозволиме да зборуваат, да напаѓаат без аргументи, тоа секако нема да се случи. Гледав дел од дебатата, морам да признаам, во собранието, иако постои една, условно кажано, веќе одвика, а не навика да се следи собранието. Ние сепак имаме обврски како новинари, меѓутоа мислам дека дел од народот веќе дали презастен, дали уморен од премногу кавги, од премногу некои непријатни ситуации што се случувале таму и како да го избегнуваат. Иако дебатата во собранието е клучна за општествените токови. Успеав да го видам делот кај што госпожата Сања Лукаревска зборуваше од СДСМ и таа зборуваше дека овој ребаланс што го прави буџетот неразвоен, нема во него проекти, нема во него иднина, ќе стоиме во место и така натаму. Се разбира, министерката Димитријска Кочовска вели дека имаме сега и повеќе пари за проекти, не знам, за пензионери, за млади, дефицитот останува непроменет. Па сега можете вака од страна, не од страна. Вие меѓутоа како господја која што го читате. Так. Да. И напамет веројатно знаете, познавајќи ве што се има во тој ребалансот на буџетот, да дадете една ваква перспектива за него. Па еве, јас генерално 3 атрибути од овој ребаланс ги кажував и мислам дека тие се и главните моменти за овој ребаланс, со што од старт се демантираат овие обвинувања дека е неразвоен и дека не се грижи за граѓаните. Тоа се веќе и вие споменавте. Имаме со овој ребаланс 800 милиони денари за плати, 2,5 милиарди за пензии, бидејќи нели ги изголемивме пензиите, и 300 милиони денари за капитални инвестиции. И како може некој економист, кој што се разбира од оваа тема многу повеќе и од мене и од вас, да кажува дека не е развоен? Кога секој знае дека ако вложувате во капитални инвестиции, тоа што значи? Тоа значи дека во држава ќе се гради. Велат експертите, кога се гради, не само градежната фирма, туку минимум 30 минимум околни, плюс вработени, ангажирани. И како вие велите дека тоа е ребаланс кој што не се грижи за граѓаните? Или како можат да кажат дека не е доволно? 307 милиони евра имаме за автобуси, кои што нели требаше некој друг да ги набави за подрачјата, каде што имаме
градски превоз, 307 милиони денари за нови патишта. Имаме милиони средства издвоено за универзитетите. Преку 700 милиони денари се за високо образование. 500 од нив се за Универзитетот Свети Климент, Кирил и Методи. За УКИМ се извинувам. Да. Понатаму, предвидени средства за конечно да се отпочне со изградба ФФК и ФИНКИ, факултетиве кои што тие требаше да ги изградат. Кампусот на Мајка Тереза универзитетот. Понатаму, троцифрена е бројката во проценти на зголемена ставка за набавка на современи медицински апарати. Јас не знам каде гледаат дека буџетот не е развоен и дека буџетот не се однесува на граѓаните. Не така, одамна тој се трошеше главно за апсолутно некапитални... Не, на почетокот ако беше буџет, има така символични суми наменети за капитални инвестиции, кога ќе дојдеше ребалансот, сето тоа се пренаменуваше, имаше таму некои други ставки и расходи, значи никој не знаме каде заврши. И ајде да не споменуваме што пишувало во буџетот и во ребалансот. Тие имаа 7 буџети во нивното владење. Тоа е износ од негде блиску 30 милиарди евра. Виде некој граѓанин нешто овде да се изгради? Сериозни пари за држава како нашата. Истите тие Заев ветуваше 500 километри нови патишта. Мислам дека 10% или 50 километри се изградени во нивно време. Потоа стана 1200 ако не се лажам претенички. Локални патишта и регионални беше друго. 500 беа за автопатишта. Да, така е. 50 имаат изградено. А пазете, потрошени блиску 30 милиарди евра. Или нов клинички центар. За него, ако се сеќавате, кога ја украдоа власта на ВМРО ДПМН, не само што имаше проект, нешто обезбедени беа средствата. Тие плаќаа поени затоа што не го реализираа тоа. И сега истите тие ќе излезат да ве критикуваат. И тие буџети беа развојни. Нивните беа развојни. Што беа за социјала, се фалеа дека е за социјала, значи ако кај возрасте социјалата, нешто не е во ред. Или ќе ви излезе Јован Тренческа ќе ве критикува, а во време на нивното владење памтите дека најголем раст имавме на сиромаштијата. Половина милион жители во држава ни живеа со колку со 120 денари на ден. Евра на и сега тие ќе зборуваат покачени плати, покачени пензии, се работи. Македонија е на вистина во една градежна револуција, би рекла. Во исто време 4 автопати се градат. И кој ме виновен што тие тоа не го реализира? Имаа пари, имаа средства, имаа и луѓе, и експерти, не можеме да кажеме дека Битичи не бил или Ковачевски експерт за таа област, меѓутоа тие немаа такви цели. Тоа е клучното прашање. Кои беа вистинските цели на тие? Нема такви цели. Клучното прашање овдека е веројатно од каде се наоѓаат пари. Министерката Димитриска Кучевска постојано се фали, така да кажам, дека данокот се собира сосема во поголеми проценти од порано, што е веројатно клучно. Значи, претходно се дозволуваше тамо да се избегнува данок. Она што е круцијално за една држава. Значи, јас како што знам во Америка велат две работи се сигурно, ќе умрете и ќе платите данок. Така. Ако оваа влада успее да натера сите да платат данок, ние веќе сме отишле далеку со самото тоа. Значи, ако е тоа успехот, добро се земени пари од страна, ќе бидат земени сега, еве со британците направивме стратешки договор, претходно е направен со Унгарија. Методите се различни, меѓутоа целта е битна. Так. А тоа значи дали навистина ќе се употребуваат парите за развој. Па еве и гледаме Суштински дека развој. почнаа да се употребуваат. Видете, тие сега ќе ги слушнете како обвинуваат, ние сме го критикувале договорот со Бехтел и Енка дека бил криминален. Точно е дека беше криминален. Година помина од неговото подпишување, една вреќа асфалт јас не видов, јас патувам секојдневно од гости Имаше само на табла. За да сега за изминатава година, па вие не знаете колку има напредок, па веќе и се пуштија 20 километри, па овие ви велат ние 90% реализира, па зошто не ги реализиравте тие 10%? Тие го наследија од почнат автопатот Кичево Охрид. Потоа излезе и Коце Трански го кажа тоа, ако не се лажам. Ние зборувавме криминален договор во делот на преговорите. Вие знаете, фирмата надзор како се формираше, со што се бавела. И едноставно за година дена еве да не зборуваме што пишувало на хартија. Не видовме. Ништо не се сработи. И за тоа поени се платија. Илјадници евра се платија поени, затоа што според договорот. А сега се работи. Значи можело да се работи, ама некој не бил заинтересиран. И тоа е разликата.
И не може како да слушаме, еве, ја споменавте Сања Лукаревска, бивша директорка на Управа за јавни приходи. Така. Па ги знаеме аферите, како можело, тие можеби наплаќале на странката во име на данок, но каде завршувале тие пари? Или гледате царината, колку е зголемена наплатата во царината. За само една година, наплатата на патарините, преку 97% имаат наплата на патарини. Таму нема веќе некој да помине да не плати. Ако е износот на патарината може би символичен. Така е, но се случуваше Значи, многу парите често. оделе таму каде што треба, кај треба за државата, а не во нечии џебови. Затоа така завршија. И сите ветувања, и при тоа злоупотребуваа европски вредности, се во име на Европа правеа. Тие во суштина крадеа во име на Европа. И сега им заврши приказната и сега ќе ги слушаме нив да критикуваат. Најмалку, тие можат се да зборуваат. Никој не може да ги допре, но треба да имаат малку срам, малку морал, затоа што многу е свежо нивното владење. И тоа дека ништо не направија за оваа држава. Буквално, празен буџет на чека минатата година кога влегува во влада. Празен, испразне за помалку кога беа изборите, април и мај. Значи, за помалку од половина година испразнето повеќе од половина пари. И сега да им го видиме нивниот буџет за 24-та, да го видиме овој за 25-та и еве го ребалансот. А да не зборувам што е видливо на дело. Се гради, се инвестира, вработување зголемено, пензионери се задоволни, вработени по институции. Сега ние не велиме, ние имаме мандат за 4 години, ама ако за една година можело да се затвори вентилот, да не течат на сите страни пари кои што треба да влезат во касата. Или, еве, сме се позајмиле. Зашто сме се позајмиле со унгарскиот заем? 250 милиони одат за општините, во општините исто така имаме градилишта, 250 за македонските бизнисмени. За време од една година исплатена еврообврсницата од 500 милиони евра земена во 2018 во време на Зоран Заев. Може, само треба да се работи домаќински. Тие не работеа домаќински, ги има сите потенцијали, пари има се, меѓутоа не беа Подршка меѓународна во еден дел. Има. Но кога видоа со какви луѓе имаат работа, дека тие апсолутно не се заинтересирани за народот, а се кажуваа, се правеа во име на народот, само декларативно, и затоа таков крај доживеа. И сега не може да се остават тие луѓе, таквите луѓе, да ви кажуваат, да ви делат лекции. Значи, недозволиво. И може би затоа, од овој аспект, ако гледаме и вака, гледајќи, може би добро што Ковачевски одлучил воопшто да не го коментира ребаланс. За да не се брука. Како што еве си презедоа храброст останатите негови колеги, бивши министри, бивши директори. Целиот систем пропадна пратенички затоа што во име на народот го крадеше народот, така што таа лекција би требало да биде научена. Дека и многумина уште со резерва гледаат на ваквото делување на владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата, бидејќи наназад многу години се изгорени луѓето и навистина за да се добие довербата е многу тежок паток. За да се изгуби веднаш може да се изгуби, но постепено, полека и вака како што сме тргнати, мислам дека ова е вистинскиот пат, а не како што нели има, мислам, една изборна кампања СДСМ на прав пат, така им гласеше, но мислам дека сгрешија. Тие измислува и криви траси, не знам какви надвозници, подвозници, ама ни асфалт не ставија за време на нивно владење на ниту еден автопат од тие ветените. Морам да ве прашам, пратенички, може би не треба да се зборува за политичкиот противник, кој знае колку, но случајот ми е специфичен. Во последниот период, луѓе кои што биле на позиции во СДСМ долги години наназад, не зборуваме за некои што како Ковачевски, да не речам случајно се појавиле, туку луѓе кои што имаат тамо некаков багаж, како професорот Фрчковски, како Андреј Жерновски, кои што со години навистина биле тамо, меѓутоа, ако сме реални, не се покажале нешто посебно. Сега се враќаат од дипломатските мисии од кои што беа вратени, ако сме реални, не се вратија. Да. И одеднаш кога ги гледате по медиумите, се лутат, се возбудуваат, испраќаат пораки. Председателот поранешен Стево Пендаровски го немаше некое време, па сега повторно излегува, кажува, вака е, така е, ова влада е, не знам, руски свет, српски свет. Некако се изфрлаат флоскули, дали има во нив вистина е сосема друго прашање, му се дава на народот простор да се забавува, еве, условно да кажем, и потоа се наоѓате во ситуација која што треба да им објасните, па да, неодамна гледав еден прилог, Бујар Османи, не знам колку пати се видел со српски министри,
Многу повеќе од Тимчо Муцунски или не знам Стево Пендаровски, не знам колку пати се видел со Вучич. Иако јас не мислам дека е тоа ништо лошо, да се разбереме, требало да се гледа. Меѓутоа испраќате пораки, Жерновски се врати од амбасадор веднаш кога почна нешто. Овие бугари вакви такви, Фрчковски да не разговарам што се кажува, можат овие луѓе со нивниот багаж политички, кој што е многу дискутабилен, да направат некаков пресврт во околностите? Апсолутно не Бидејќи актуелните, сакам да кажам, бидејќи актуелните во СДСМ не се сноѓаат. Па може би тука, ако гледаме вака социолошки или психоаналитички, мислам тој момент го користат, гледајќи ја слабоста на или некапацитетноста на овие сега што се испостава, бидејќи реално кога сте опозиција, пратениците и лидерот се тие кои што би требало да бидат најгласни и најборбени. Но овие се индиферентни. Го користат просторот и сега еве ние имаме што да кажеме, но јас би рекла и споменав како да воскреснуваат, но без никаков жар, без никаков пламен, бидејќи знаеме за какви ликови станува збор. И знаеме што направија кога им била дадена можноста, кога биле на позиција и слично. А пропо нив има некои други ликови, поосвестени, би рекла, еве, денес мислам дека излезе една изјава на бивш заменик министер на СДСМ. Да, Кирил Колемишевски. Има и такви освестени кои што се реални. Кои што зборува близки реално, така е. Да, и јас без разлика што се опозиција и не е добро, сум го кажала тоа многу пати, дека не е добро да се има слаба опозиција, затоа што ако имате критичка опозиција или конструктивна опозиција која што ќе предложите еве конкретно во парламентот закон, па ќе седнат, ќе поднесат некој амандман кој што навистина држи. Овие се тотално изгубени. Това ќе одговорност, апсолутно. И затоа велам, ако се случи повеќе вакви да се освестат и да бидат реални и самокритични, мислам дека може би има надеж за СДСМ, но вака како што продолжуваат и дозволувајќи им еве на ликови како Фрчковски, како Жерновски да бидат нивни гласноговорници, мислам дека никој не ги сваќа за сериозни, па дури ни мислам во најблиската околина, но жалам што СДСМ е спаднато на толку ниско ниво, би рекла, во политиката и еве, може би, не знам уште што би можела да предвидам дека можеме да дочекаме од нив, но да се дочека Жерновски, Фрчковски да бидат гласноговорници на политиките на СДСМ и да го критикуваат ова ВМРО ДПМН, мислам дека е во најмала рака кажано една пародија. Добро, да бидеме честни и актуелните, некако председателот на таа партија некако како да е повлечен се појавува од време на време, подпредседателките. Ако не е негде во некоја метропола, не навлегуваме, да не погодуваме каде. Подпредседателките се поактивни, Ана Чупевска се појавува на телевизија, сега и Карамфиловска Карамфилова Пановска, се извинуваме, во жишата, таа вели ВМРО ДПМН за овие една година ништо не направи. Резолуцијата која што се предлага на Бугарија, што ја нуди ВМРО ДПМН е штетна, отвара прашања кои што се затворени. Во принцип, мој впечаток е, може би грешаме, дека едноставно се чека ВМРО ДПМН да направи одреден потек, политички или каков и да е, и потоа на него се реагира, се разбира, негативно, не чини ништо, па потоа веројатно се чека некаков одговор од ваша страна и тука завршува целата дебата, ако воопшто постои дебата. Тие малку да беа проактивни по Проактивност големи... не гледам. Не, само реакција. Само критика. Реактивност и тоа негативно и тоа. Да, така критика или неоснована критика и еве поднос на резолуција, ако може да продискутираме. Значи, прво, чинот на предлог за ваква резолуција пред се испровоциран од изјавата на Румен Радев, бугарскиот председател, кој што кажа дека немало ништо после внесувањето на бугари во Устав. Тоа е последното и нели готово. последното. Ако немало ништо, значи ова е наша реакција на неговата акција. Како е те политичари кои што се грижат за својата земја и така натаму. Да видиме дали навистина нема ништо. Но до ден денес нема одговор повратен од бугарската страна. А критиките еве од СДСМ, можам да речам, нели видовме, прочитавме критики од академската фела. Добро. Во еден дел би рекла, ако гледаме како да се изразам од социолингвистички аспект, се во ред.
точно е дека македонскиот јазик си е признат и во И не ни обединети треба, да. и се и апсолутно не ни треба. Но ова е политика, ова не Ова е политика, ова е водење не е дипломатија, култура, да ги не е- изведеме така е. на чистина на мерите од бугарите кои што велат дека ништо после тоа нема да се случи. Ова не е академска И дебата. добро е, Тоа е но проблемот. добро е. Добро е драга на академската фила, експертизата да бидат вклучени, да ги Согласен, следат целосно, нештата, да реагираат, да даваат совети, но исто така како експерти, како академици, тие мислам дека треба да ги гледаат нештата и за војднината, пример за 10 години што би се случило Подлабоко. ако се направи овој чекор, оној чекор и така натаму. Да подсетам, во 2016 година, кога победивме како ВМРО ДПМН на изборите, со како беше резултатот? 2 пратеника разлика. Така беше разликата и нели заради одлуката на Дуј ние не формиравме влада. Како тогаш некој академик, некој експерт не реагираше, не предвидуваше што ќе се случи, која е опасноста од тоа Зоран Заев да ја води оваа држава. Со оние негови изјави, паметите, тој во Швајцарија одеше. Какви се не изјави имаше и пазете, тој Зоран Заев ги навикна, па би рекла и академиците дека тој е таков. Дека ништо не му земаа за зло. На секоја Просто неверојатно така е, да. Никому немаше ништо, реакции. да. Зошто тогаш некој не излезе, не предвиди, чекајте луѓе, опасна изјава, опасен преседан. Вие се сеќавате, прв договор што Заев го потпиша беше со Бугарија за добрососедство, пријателство, да. соработка. Само ВМРО ДПМ не реагираш. Дека влегуваме во минско поле. Се отвара Пандорина кутија. Еве се последиците. 9 години, затоа велам. Добра е реакцијата. Од социолингвистички аспект, одлична. Но дајте, видете ја, целта на премиерот и ете нели Антонио Милошовски, мислам дека тој прв ја обзна невеста. Која е целта? Да ги извадиме на чистина. А факт е дека тие ниту ќе прифатат, ако прифатат, тогаш значи на вистина сме добри соседи. Дајте да видиме дали се почитуваме меѓусебно или не. Кои се тие да ни кажуваат од кога ние постоиме и од кога јазикот ни постои и дали тука станува збор за добрососедство. Тие се тие опасни чекори кои што Заев ги превзеде тогаш. Тие велат храбри чекори. Ние уште тогаш само ние предупредувавме, никој. А да не споменам дека добар дел од професори универзитетски беа и шарени револуционери, така? Тие му да отворија пат на Зоран Заев да ја направи оваа штета на Македонија. И сега, велам, од тој аспект да, и никој недозволиво е да се дискутира за македонскиот јазик. Но ако сме добри соседи, ајде да видиме. Заедничка декларација каде што ќе стои. Се почитуваме меѓусебно, имаме, заедно сме членови на Советот на Европа, Судот за човекови права, пресуди, Заедно сме во македонци, НАТО. бугари. Ама на Заев никој не реагираше. Тогаш сите беа, не знам во која фаза беа. За сега да, јас се согласувам во еден дел, но во овој дел не. Дајте да ги изведеме нашите добри соседи, ако се добри на чистина, да. дали е така. Добро, вие се и тогаш асоцирате- со заедничка декларација и пред Европа нема каде да се мрда, така? Вие се асоцирате меѓу другото претпоставам на академиката за Ќулавкова, таа реагираше со еден подолг текст, не е ни Не, толку јас- тоа битно. Не, сакам да кажам, мислам дека и тогаш, а и сега во тие кругови академски недостасува стратешко размислување. Ова е мое мислење, стратешко размислување дури и не во онаа смисла на 20 години како што ни е потребно, 40 години примерно зборуваше за стратегија 20 години напред. Па именно ова што е дел феноменално. од една стратегија, план како да се изведеме на чистина, На чистина, да видиме така пред Европската заедница Бугарија како ќе се произнесе. Но чисто за ова од претходно сакам да кажам ќе остане голема енигма уште долго време како не видоа луѓето кои што мораше да видат очигледни чекори кои што јасно покажуваа во кој правец ќе одат работите. Вие како партија тогаш реагиравте, но некој можеше тогаш да рече ако сака, ВМРО ДПМН сака да се спаси, само измислува проблеми, иако времето си ги покажа работите, но недостасуваше тој стратешки пристап кој што бара, претпоставувам, многу работа, многу труд. Сега никој да не ме свати погрешно, но наистина бара многу да се размислува, да се пишува, да се соработува и така натаму. Но во овој момент ситуацијата со Бугарија е таков како што е. Некои велат воопшто не чуди што не реагираат бугарите веќе 2-3 дена, буквално еден од гостите ми рече ништо нема да направат. Ќе молцот ќе се прават како да не било или Па некој и тоа е тој е одговор. одговор. Или некој безобразно ќе рече аба ајде тамо не ви разговараме, што исто така ќе биде нели проблематично.
Меѓутоа, уште еден момент сега ми е мене интересен, морам да признам. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, беше во Атина, не знам дали е уште тамо, беше важно. Се виде со својот колега Гера Петритис, се извинувам. Грција ја поддржува Македонија, така велат, супер, на незиниот европски пат. И имавме представа дека од Преспанскиот договор, големи се разбира, имаме према тој договор негативни чувства во огромен дел од народот, тоа е факт. Некој да се лаже дека не е така, но тогаш имавме впечаток дека Грција како малку да рекла добро. Еве го постигнавме нашето и сега ве оставаме на рад. Меѓутоа што се случи? Кога беше она фамозната резолуција во Европскиот парламент, видовме грчки пратеници кои што ништо помалку од бугарите беа, ајде да не потребам лоши зборови, непријатни кон Македонија. Со едни небулозни изјави, со лоши пораки, вие сте бугари, не Македонија и така натаму. Сега Катимерини, или Катимерини како сакате, испраќа порака токму додека Муцунски беше во Атина, дека Грција не е задоволна од тоа што Македонија не исполнува дел од Преспанскиот договор. Повторно се наоѓаме во една ситуација, човек дали да се чуди, дали да не се чуди. Тие не исполнија ништо од своето. Так. Реално, кога ќе појдете во Грција, а оди, фала Богу, цела Македонија на море тамо, ќе видите Скопје како ви пишува, како што треба да пишува Македонија, макар и северна, Скопје пишува. Ништо од оние 5 точки што требаше да ги направат, меѓутоа тие пронајдоа и Катимерини наоѓа дека загриженоста се сведува на тоа што председателката и министрите од македонската влада не го користат зборот северна. Не мора да го користат. Колку што јас знам, не мора. Точно. Тоа е она што им го дозволија политиките на Заев. И на јужниот и на источниот сосед. Како велат експертите, кога ќе се постигне било каков договор билатерален помеѓу две земји, правилото е, непишано, подеднакво треба и двете страни и двете земји да бидат незадоволни. Така е. Во двава случаи не се случи тоа со од македонската страна. Така Ама зошто? Затоа што тоа го дозволија политиките на Заев, храбрите чекори на Заев. И го прогласија за победа огромна. Так, победа, храбри чекори и пазете не прават како да немаме меморија колективна, велат благодарение на Преспанскиот договор станавме членка на НАТО. Ама не беше така референдумското прашање? Треба ли да го повториме? Па тие заедно со Димитров, со Бујар, со кој беа во авиончето, го славеат почеток на преговори. И јули 18-та беше или 19-та. Да, и гаранциите за македонскиот јазик, за тоа кој е што таа се непринципиелна политика која водеа и мислеа дека само на бранот на тоа дека ќе прифатат се ќе им помине се. Не им помина се. Виде Европската заедница со кого си има работа, на кого му подала рака. И да, тој си го заврши делото, тоа што требаше да го заврши. После него дојде Ковачевски, уште еден преседански договор, предавнички договор и последиците еве се. Еве се последиците. Тој ќе ви вика не сте го почитувале договорот, овие вамо ви викаат нема од почеток на преговори додека не ги ставите бугарите во устав, а бугарите во устав знаеме дека се само почеток на уште една трагична приказна за Македонија. Сега за среќа наша дојде Христијан Мицкоски како премиер на влада кој што не отстапува ни милиметар. Ако се почитуваме меѓусебно, ако сме добри соседи, дајте тоа на дело да го докажеме. Ако се само бугарите во прашање да влезат во устав, ништо не е спорно да бидат уставни измени со одложено действие. Ви требаат за неколку дена тоа да го направите, спорно. Така е, да. Ништо не е спорно. Ете, нека имаме и било каков мониторинг, тоа ќе се случи, но не е случајно договорот со Бугарија вметнат во преговарачка рамка, значи милион пати тоа го имаме кажано. И бугарската страна тоа ви го кажува и еве ви уште еден најнов момент со нашата понуда за заедничка резолуција, дека нема одговор, дека не се намерите честни. Тие во лице ви кажуваат, видовме како зборуваше европратеничката. И какви изјави имаат министер за надворешни работи на Бугарија, председател на држава и така натаму. Но еве, ако може нешто од нешто да се спаси, ние не велиме како велат сега овие ЦДСМ, сме ги излажале граѓаните на минатите избори, ветувајќи им дека ќе го вратиме старото име. Еве нека отворат цела програма 1198. Никаде нема такво нешто. Ние сме свесни што превзедовме. И сега пазите, истите тие ви се смеат кога ќе го употребите уставното име, кој што тие неуставно го променија. Тие не почитуваа устав, тие не почитуваа народ. Тие не вклучија опозиција. буквално секаде. И сега тие не го користат.
Тие се прават сега големи патриоти. Не го користат, нели ни во Па собранието? мислам дека забораваат да го користат. Иако се сеќаваме, се уште се свежи оние моменти кога Заев ги исправаше министрите. Да, па и Заев го исправа, нели бевме сега кога беше со Во Атина. со неговиот Во Атина. наследник. Да, Заев. просто е неверојатно, меѓутоа секогаш Неверојатно, ама за жал, ете, дел се од таа македонска историја, како се историја, не знам, ама од политичката сцена тие секако ќе години... останат. Секако ќе останат во историјата. Не Кој сме да подобро, им кој се полошо? заборави. Впрочем, тоа е- и секогаш гарнитурите на СДСМ кога доаѓале на власт, нас ни се случувале национални предавства. Се сеќавате, во време на СДСМ ние сменето знаме, во време на СДСМ ни се случи територијална прераспределба, во време на СДСМ ни се случи ФИРОМ, во време на СДСМ ни се случи ова сега што ни се случи. Секогаш. Но И пратеничка, тие велат знаете храбри како? чекори. Какви храбри чекори? Државотворни. Обично така беа, државотворни и И храбри каде ни е чекори. државата? Тука доаѓаме Испразнен до буџет. овој момент. Доаѓаме до овој момент. Народот е сепак апсолутно со целата почитка од народот, од една страна знаеме да имаме кратко паметење како народ, забораваме кој што направил во ред, од друга страна имаме една состојба во која што човек, сите граѓани очекуваат брзи решенија. И сега некаде брзи решенија се веројатно можни, некаде. Така е. Не знам, вие може да почнете да градите патишта. Да. Во дипломатија тоа е уби Боже што се вели. Вие мора да ние не почнуваме од нула, почнуваме од негде тамо, од длабоко под Минус, земја. во ровови пикнати. И сега вие треба да направите нова позиција. Таа нова позиција да ја браните, ама не само да ја браните со голи флоскули, туку да изградите околу неа стратегија, да создадете партнери, да создадете мал милион програми со кои што сето тоа ќе го браните, а тоа бара и многу време, и многу ресурси, И енергија, и многу луѓе, енергија, и... а резултатите може да бидат мали, помалку. Ама јас, знаеш знаете како велам, Драган, подобро е да бидат мали и поспори, него да бидат брзи и катастрофални решенија, ако можеме да ги наречеме. премногу- се сеќавате премногу тие такви на видовме, каков да. на каков јуриш ни ги направија, ни ги подметнаа, буквално не слуша никого, брза. Тројца луѓе, така беше. Толку. Бујар, не може да се заборават. Бујар, Маричич, Димитров и Заев. И ја и Ковачевски го А споменува. грците без носеа разлика. екипа од 50 луѓе. И сега на последно во Грција што организираат во име на Преспанскиот договор, некој настан организираат. Да. Мицотакис призна, имаше тоа негде по медиумите, таа снимка имаше, дека доколку не се случило промената на уставот тогаш, за неколку месеци Ципрас го призна тоа. Ципрас, да. така беше. Точно. Тоа е тоа, затоа брза. Нема брзање во градење на држава, особено на државнички интереси или во заштита, Но во ние каква се- што позиција сме сега ние, заштита на националните интереси. Но Ние во претенички- 21 век, после 34 годишна самостојна држава, треба да се докажуваме што сме. Треба да се докажуваме каков јазик зборуваме. И пазете, виновни се и нашите соседи, но најмногу виновни се овие 4 лика. Апсолутно се согласувам дека вината мора да се бара дома. Така е. Но Некој знаете им како? го дозволил Така е. на овие од другата страна тоа да не го Но и прават. да бидеме реални пратенички. 4 лика, 3, 5, 25, не е толку важно. Штета голема. Факт е дека тоа го направија во име на државата. Па има една изрека што може да направи еден, Така е. нели? Иде да не може да поправат. Или колегата Антонио Милошовски во една прилика има изјавено, вели, празен лист на хартија да им дадеа на преговарачите од другата Бланко страна. што се вели, да. По-добро, поблаг договор, штетен, помалку штетен ќе составеа него вака што прифатија. Ќе има нашите. милост, веројатно, грците и Да им бугарите. дадеа на бугарите празен лист, тие да го пишуваат, ќе беше помалку штетен. Но знаете За како? жал. Повторно се враќам. Тоа беше направено во име на државата, не приватно. Тие може да функционираат како приватни ликови, Тие но беа- го направија тоа во име на државата и сега вие велите, па и го спомнавте начинот да се врати името или не знам. Сме презеле обврски како држава. Тоа е Уставот ни е страшниот сменет, проблем. Драган. Знаете Да. како се промени Така е. уставот? Јас бев сведок на Сме тие презеле промени. обврски. Случајно бев и јас во собранието Е. кога се гласаше и знам Уставот ги ни видов го лицата на сменија луѓето пред што наши гласаа. очи. И навистина нема Тоа да ја не е. заборавам таа слика никогаш. Вие бевте тоа што собранието, нели? Да, да. Се уште памтам една рака како Тоа вака беше застанува така полека да. дрско, безобразно и кога и од денешна дистанца ќе им се каже дека направија веле предавство, тие се навредуваат, глумат жртви. А што е? Не знам, јас не знам друг збор за ова што ни го направија. Да, но во Брисел и Вашингтон ни велат
Вие прифативте, вие, не вела тој, конкретен човек, него вие како ама држава. на секој од надвор му е битно, кога гледа некои двајца од страна дека се карат, да се смират. Апсолутно. Не му е битно тие што договор ќе воопшто. направат. Тие во нивното CV пишува решени овој проблем. И толку. Ама кој ги трпи последиците? Ние. Ние овде. Ние станавме коси црти. Нас некој ни кажува кои сме. Па тоа е недозволиво. Недозволиво. И затоа допрва почнува нашата борба и како што вели премиерот Мицкоски, нема да застане. Се додека тоа не се слушне, не се прифати, не се одобри дека ни прават неправда, нема да прифатиме. Па на крајот на криштата, која е цената? Како ќе влеземе ние во Европска унија? Обезличени? Кои сме ние? Уште едно важно прашање овдека во овој контекст. Гледам сега повторно се јавуваат оние ликови, меѓу другото и овие кои што ги спомнавме претходно, плашат повторно со некаква изолација. Меѓутоа оваа влада не се кара со светот, не се расправа, не создава непријатели. Со самото тоа што само се ги брани интересите, автоматски не создава непријатели. Непријатели може да има во овој или во оној контекст, меѓутоа не создава непријателства државни или не знам какви, со тоа што брани, нешто што е природно да се брани. Драган, нивниот антагонизам спрема ВМРО ДПМН е толку голем, што се сеќавате кога беше посетата на Америка од нашиот председател Тимчо Муцунски, министерот, как средби со кого се не има и така натаму. Мислам дека тие не беа задоволни од тоа што ние имаме таков прием во нашиот најголем стратешки партнер. Се разбира дека не или беа со унгарскиот заем, како беа лажните нивни вести дека е кинески пари биле. Значи, ни се водат, ни се тераат. Толку е голем нивниот антагонизам спрема ВМРО ДПМН и тука ни помалку не можат да се иземат и Левица и Дуи. Се сеќавате, јас баш кога се договоривме да гостувам во емисијава, проверив кога последен пат сум била, не е помината година. Ништо не е сменето. Тој период баш, како велеа, сакаат да го извадат Дуи народот на улица на јавање на етнички теми. Не го извадија. Левица и СДСМ исто. Што синдикати, што креираат некое незадоволство, ама нема незадоволни. Нема незадоволни. Јас кога ќе се сретнам со граѓаните, добар дел од нив ми викаат добро е. Не велат одлично. Далеко е од одлично, но добро е. Се гледа некој напредок. Се гледа дека има надеж. Се гледа дека некој работи. Се гледа дека некој ги слуша. Ние сме постојано во контакт со граѓаните, без разлика се дали сме власт или опозиција. Ама постојано. Онаа програма 1198 беше резултат на нашите контакти со граѓаните. Па ајде да ја отвориме, бидејќи лажни вести вадат, да видиме дека сите проекти, оние топ проекти, се реализирани. Пензиите беа дел од тоа. Тие не веруваа за пензиите, велеа ги лажеме. Па првата рата 2500 велеа ве излажаа. Па за 9 месеци се случија 5000. Па сега со септември и март следна година ќе станат 7000 плюс. И веднаш се наоѓа нов наратив, ги купувате пензионерите. Минатата недела велеа нема да има линеарно. Еве бидна и линеарното. Сега што ќе кажат? Сега слушам Јованка Тренчевска како вели 25.000 биле малку. Истата таа, која што лани, која беше министерка, велеше дека 24.000 се доволни. За живот на нормално. Така и сега јас сум им виновна што тие даваат такви несречни изјави. Па народот памети. Народот памети. Единствени кои што ги испровоцираа пензионерите, памтите во оние лански горештини, имаше еден несреќен случај. Ги испровоцира и значи немаше некој што не го испровоцираа да реагира. И виновно им беше ВМРО ДПМН, па ние најкоректно ги предупредувавме на се. На се ги предупредувавме, не сакаа да слушаат. И сега ќе ги слушнете, велат, опозицијата не е вклучена. Па во што да биде вклучена? Оди Христијан Мицкоски, оди Тимчо Муцунски, кажува која е вистината за Македонија, која е тајната, каде лежи замката во бугарскиот договор, во промената на уставот. Ете го Филипче кажал, немам проблем јас да гласам за промена на устав. Ма ти немаш проблем, народот има проблем. Ветија нешто што не може да се реализира. И пазете, од 40-тина падна на 18 пратеника и сега тој со 18 нема проблем. Ама тој има проблем и допрва ќе има. Затоа падна, затоа што лажеа, затоа што не го слушаа народот. Народот нема некој, мислам, во држава кој што не сака да имаме сојуз со Европска унија. Јасни се придобивките. Меѓутоа, на кој начин, со кое достоинство? Тука е разликата.
Нема да бидат повеќе вреднувани ако прифаќаат се и се што еве ги гледаме до кај се стасани. Нивните не ги вреднуваат, ги гледаме што им кажуваат. Треба да се изгаси светлото во таа партија. Нема кои ликови. Сепак имаат право да се Да, бидат ја за партија. тоа имаат право и да апсолутно. критикуваат и да зборат, Да, но- ама народот ќе суди. Но народот одлучува на Така крајот, е. сепак тој е главниот арбитар. Кога сме веќе кај народот, го спомнуваме вечерва неколку пати, имаме избори во октомври, локални до душе, многу важни. Не сакам да ги користиме оние изрази од типот историски избори, не, тоа премногу е користено кај нас историски избори, сите избори не се историски, но локалните избори се повторно по многу нешта важни и тука веројатно треба да се пресече. Премиерот неколку пати зборуваше дека тие ќе бидат тест. Дали политиките на власта се оправдани од граѓаните или не. Меѓутоа овој тест ќе биде и за власта и за опозицијата. Опозицијата има едно мало салдо на своето конто, малку гласови на парламентарните, мал број на градоначалници на претходните локални избори и тоа им е единствениот, условно кажано, единствената шанса да кажат дека еден глас повеќе, впрочем мислам дека тоа го рече некој од СДСМ, само еден глас повеќе од тоа е успех. Еден глас повеќе од тоа е пак повторно малку, многу малку, но зборувам дека локалните избори ќе бидат тест и за вас, и за СДСМ, но и за Влен, и за односно Вреди, и за Знам, и за Дуи и така натаму. Вашите очекувања се многу големи, кога мислам вашите на вашата партија. Значи се зборува за разлики во анкети од 4:1, 5:1, тоа делува дури како да речам нереално, меѓутоа анкетите во голема мера така ги поставуваат работите. Градот Скопје се разбира клучен, таму имаше една ситуација, се уште трае, која што е таква каква што е. Верувам дека на вашата партија не сме да и се случи повторно таква грешка, па веројатно затоа се оди со испробан чист кандидат кој што е баш Асли ВМРО ДПМН. Но еве вака една ваша прогноза. Колку ќе биде разликата? Па вака, прво да направам една споредба со тоа што СДСМ вели дека ако има еден глас повеќе, тоа ќе го квалификува за успех. И тука ја гледам разликата помеѓу нив и нас, бидејќи ако не целите кон нешто повисоко, поголемо, тогаш нема ни да имате жестока битка. Значи тоа значи дека се задоволувате со минимумот. Јас така не ја гледам политиката, треба се трудиме да бидеме подобри, еве на следниве локални избори да извадиме повеќе градоначалнички места. Ние на минатите кога бевме тешка опозиција во 2021 година, извојувавме на локални избори огромна победа. Точно, 40 на колку 2 пратеници беа, да. Овој општини градоначалници, градоначалници, така да сега од позиција на централна власт јас сметам дека е нормален след на настаните да ние очекуваме да имаме повеќе. Дали сме заслужиле, тоа ќе кажат граѓаните. Како велат, и покрај овие добри анкети, оние кои што се бават со тоа велат дека е исклучителна реткост лидер на партија да има поголем рейтинг од партијата. Тоа во моментов се случува со лидерот Мицкоски, но велам, ако не се сработи, ако не се избере добар кандидат, бидејќи локалните избори генерално сакаат лик кој што го знаат. Јас често пати сум умеела да кажам, кога се зборуваете за личност, за политичар, некој што сака да се занимава со политика. Кампањата, кога ќе стартува, без разлика за кои избори се работи, не можете ништо да направите за тие 3 недели, ако во периодот помеѓу тие две изборни кампањи вие не сте биле човек. Залудно што и да направите, што и да ветите. Затоа што народот памети, народот знае да цени и моменти на кои што ние како политичари можеби и не сме свесни. Народот е многу умен и особено од оваа временска дистанца веќе е многу искусен. Така што времето на пенкалца, на кило брашно, на зејтин заврши за вечни времења. Времето на честни ликови. Ние не случајно после поддршката на Даниела Арсовска во 2021, бидејќи факт е да не застанеше ВМРО ДПМН позади неа, немаше да стане градоначалничка на ВМРО ДПМН. Тоа го видовме на парламентарните избори. После година дена така. расчистивме со тоа, кажавме дека сме направиле погрешна проценка, погрешен избор, што за мене е исто така честно. Отколку да се трудевме да застануваме позади неа, да ја браниме, а не можете да браните нешто што е неодбранливо. Затоа сега настапуваме да нема дилеми, веќе го извадивме кандидатот за Скопје, што на минати избори било најголемата тајна, до последен момент се криеле кандидатите. Немаме зошто да не го објавиме кога е најдобар на анкети, кога е најдобар градоначалник моментално на општината Кисела Вода,
кога е човек кој што потекнува од партиски структури за разлика од претходниот избор и апсолутно немаме дилема. Не дека ги подценуваме без разлика кои да бидат останатите против кандидати и не само за Скопје. Ја знаеме од И не само за Скопје, па да кажеш Шукова колку мислам од Валандово перо Костадинов дека го извадија од СДСМ и неколку мина имаат СДСМ објавено, извадено, не сите, да. Како што знам, мислам дека тешко им оди во изборот, дечи реално да бидеме се треба тие да се изберат кандидат кој што е подготвен да изгуби. Што е многу лоша една комбинација, да излезете за да изгубите. Но заслужено. Заслужено, ова го заслужија. Како што паднаа на 18 пратеника, јас прогнозирам дека ќе паднат на уште помал број на општини, ако продолжат со ова темпо. Ние веќе имаме колку 40-тина објавени кандидати за следните избори, поголемиот дел од нив се старо нови, затоа што се докажани. Орце, Александар, Иван Јорданов од Штип, Пецаков од Охрид, Марко Колев од Кочани, сите од Скопје и Дарко Бутел, Боби од Гази Баба, да не изумам некого неблагодарно е да ги набројува Милинден Петровец и сите останати биле правилен избор, се докажало. Пазете, сега веќе како да кажам, сме во некоја фаза на предкампања, сега скоро бев во посета на општините од каде што јас потекнувам. Ние имаме општини кои што имаат 100% реализација на програмите. Имаме градоначалници, еве пред некој ден бев во општина Егуновце, рурална општина. Градоначалникот вели: се снаоѓав со буџетите до минатата година, кога дојде ВМРО ДПМН на власт. Нели? Уште неколку месеци после оформувањето на владата го договоривме оној унгарски кредит и тие 250 милиони евра рамномерно за секоја општина. Нема врска тука градоначалникот. Од која партија е така, да? Вели за оваа година и пол имам добиено средства за проекти колку што ми беа претходните 3 буџети. Јас вика имам 20 проекти по голема реализација од тоа што го имав зацртано. Благодарение на владата. Што значи дека немаме проблем. Значи имаме надмината реализација. Денес го гледав градоначалникот на Прилеп, 8 милиони евра за проекти. Во Битола спортска сала. Значи, како што е Македонија целокупно градилиште, така поединечно во секоја општина. Пазете, зборуваме за општина Егуновце. Немаат деца на листа на чекање за во градинки. 2 градинки се изградени во овој мандат на градоначалникот. И како тој да не биде повторен наш кандидат? Кога се потврдил, се докажал, жителите му веруваат и такви има уште милион примери. Истото е и со Брвеница. Еве и во Гостивар сега, без разлика на политичката констелација, градоначалникот е сега одвреди во делот со Таравари, кој што преминаа на другата страна. Се гради. Нема главна улица или некоја споредна која што не се асфалтира, се реконструира. Тетово бев пред некој ден. Заев ветуваше за Кирил Печиновиќ 2018 во собрание го кажа тоа дека во 2019 ќе се започне и ќе се заврши реконструкцијата на гимназијата Кирил Печиновиќ. Не знам дали се сеќавате, таа една најстара училиште во градот. Не се случи ништо, апсолутно. Ништо. Сега ние со премиерот и со градоначалникот обзнанивме дека конечно ќе се реконструира и ќе заврши реконструкцијата до крајот на октомври. И па како тоа граѓаните не го гледаат? Треба некој да им зборува колку сме убави или не знам што. Граѓаните сакаат некој што работи, некој што ги слуша, некој што ги прима во канцеларија, да ги сослуша нивните барања, што ќе ги запише во следна програма. Можеби и е комплицирано, ама е едноставно ако си фатите ред. Ако го фатите ред. Така. Редот е така како што за дома си водиме ЕСАП, така треба да водиме и за општината, институцијата кај што работиме, државата, владата. Едноставно е. Отчети, Драган. Баш сега пред некој ден сакав да проверам, бидејќи сега правеше отчет премиерот за една година влада, правеа отчети сите министерства, што мислам дека досега не било случај. За градоначалниците на ВМРО, ДПМН и коалицијата нема градоначалник кој што после секоја година од мандатот не направил отчет. Побарав да видов дека Заев и Шилегов, еве, имале отчет само за првите 100 дена и една година потоа. После каде? Каде? Јеве се резултатите. После било одлично за тоа. Па отчетот се дава ако нешто сте сработиле. Ама кај нас треба да се даде и зошто не сте сработиле. Ама ако не сакаат да го дадат пред народот, пред граѓаните, може би тоа, не знам дали се вика отчет, ама има институции каде што се дава отчет за несработено или за украдено. Тука ни е многу голем прашалник тоа со разрешувањето на состојбата во
во судовите, во обвинителствата, гледате како заврши оние интерпелациите на членовите на судски совет, но како и борбата за Македонија во рамки на Европска унија, така и од оваа борба не се откажуваме. Нема откажување. Нема откажување, Добро, нема заборавање. ова вреди да се запомти, нема заборавање. Последно прашање за вечерва пратенички, одите на одмор сега? Или собранието и понатаму е во... Собранието никогаш всушност Да, не нели прекинува има со еден работа. член во деловникот кој што вели е во постојано заседание, па често пати сегашната председателка и минатиот председател на собрание околу ова прашање има дилеми. Генерално, мислам дека рокот за распишување на локалните избори е негде 8 август, така да собранието може, како што е членот, да заседава постојано, но обично било пракса кога се локални избори да малку не заседаваме за да не се злоупотреби во предизборна Во кампања, кампањата, но така. доколку се случи да има потреба, секако дека сме тука. Дафира Стојановска, пратеничка во собранието, ви благодарам за гостувањето. Исто и јас, ми беше задоволство. И да, почитувани гледачи, овдека завршуваме ова емисија, ја завршуваме и ова работна недела на Заспи ако можеш. Утре во 15 часот немојте да заборавите репризното издание. А јас ви закажувам нова следба со мене во понеделник во 22:30 кога ќе имаме, се разбира, и нови гости. До тогаш пријатно.